Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Домашен наместо затворски притвор за двајцата поранешни градоначалници на Кочани одредил Кочанскиот суд. Обвинителството се жали. Инспектори од денеска во проверка на објекти за прослави и големи собири. Се проверуваат и стамбени згради и државни објекти. Уште 5 пациенти лекувани во странство се враќаат дома. Партизацијата на институциите е клучот за ваквите трагедии. Председателот на МАНУ со пораки од годишното собрание. Фирмата за обезбедување, чиј управител беше приведен вчера, добивала тендери од речиси сите институции водени од ДУИ, меѓу нив и МНАВ, каде дојде до инцидент во контролата на летање. Каква е состојбата на преостанатите повредени пациенти, како ќе се одвива рехабилитацијата на оние кои ги враќаме во земјата со оглед дека се работи за претежно млади и деца, дали ги научивме грешките по оваа трагедија, потребно ли ни е отварање на центар за изгореници и зголемување на капацитетите на целокупниот здравствен систем. Во тема на денот разговарам со министерот за здравство Арбен Таравари. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Кривичниот совет на Кочанскиот суд донел одлука двајца поранешни градоначалници на Кочани наместо во притвор да бидат пуштени во домашен притвор, потврдуваат за Сител и од судот во Кочани и од јавното обвинителство. Се работи за поранешните градоначалници Радко Димитровски и Николчо Илиев, а таква одлука нема за последниот градоначалник во оставка Љупчо Папазов. Од обвинителството вела дека во рокот од 24 часа кој го предвидува законот, тие веќе вложиле жалба на ваквата одлука на судот, па конечниот збор ќе го има штипска апелација. Мерката ефективен притвор е преиначена во Куќен и за поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат Анета Димевска-Симовска, за која обвинителството нема да вложи жалба поради постоење на здравствени и семејни причини. Куќа, автомобил, дуќани и кафулиња, се што поседува газдата на Пулс било претресено од полицијата и обвинителството и биле одземени лаптопи, телефони, документи кои треба да бидат доказ во постапката за трагедијата. Се уште е неизвестно каков статус во истрагата имаат членовите на неговото семејство кои вчера беа на распит. Партиите и денеска се обвинуваат околу тоа како се води истрагата. Компјутери, мобилни телефони и финансиска документација се одземени при вчерашните претреси во Кочани. Полицијата влезе во домот и останати фирми кои се во сопственост на газдата на дискотеката Пулс, но и во просториите на Државниот пазарен инспекторат во Кочани. Во домот на Дејан Јованов пронајдени и одземени се лаптоп компјутери, повеќе мобилни уреди, документација и други предмети. Одредени предмети се одземени и од возилото и од угостителските објекти, а пронајдена и одземена и финансиска документација. Во Државниот пазарен инспекторат канцеларија Кочани пронајден и одземен еден компјутер, еден лаптоп компјутер и еден таблет, како и целокупната документација поврзана со правни субјекти во сопственост на Јованов, информираат од Министерството за внатрешни работи. На информативен разговор вчера во полициска станица во Скопје задржани беа и сопругата и ќерката на газдата на дискотеката, но истражните органи официјално не откриваат во какво својства, дали се дел од осомничените или дел од 300 сведоци кои ќе бидат опфатени со истрагата. Овој процес и денеска е во фокусот на меѓупартиските обвинувања. Од СДСМ прашуваат дали УЈП требала да го затвори клубот уште во септември минатата година, со оглед дека фирмата имала блокирана сметка дури 217 дена. Дали е точно дека управата за јавни приходи не постапила по своја законска обврска согласно членот 117? Кој во УЈП бил надлежен да го поднесе барањето за стечај и зошто тоа не било направено? Дали некој ја стопирал постапката и ако да, зошто, со каква цел? Дали ова е уште еден случај на неажурност или станува збор за заштита на нередовности и политички врски? СДСМ не изнесува заклучоци, но СДСМ бара одговори.
Истрагата е театар на апсурдот и според ДУИ. Министерот за внатрешни работи, директорот за јавна безбедност, министерот за економија, директорот на државниот пазарен инспекторат и управата за јавни приходи. Овие се луѓето кои денес имаат моќ да влијаат врз доказите и да вршат притисок врз сведоците, но ниеден од нив не одговара. Наместо тоа, гледаме извртување на правдата. Во притвор се оние кои не се на функција, немаат институционално влијание и не можат да го попречат процесот. Значи ова не е правда, ова е трансакција, но оваа игра е опасна, велат од ДУИ. Од владачката партија пак возвраќаат дека истражните органи за прв пат работат професионално, а помеѓу приведените се функционери и од ВМРО ДПМН, и од СДСМ и од ДУИ. Ова покажува дека органите на системот, како што се обвинителството и судството, иако лицата кои работат во нив се избрани од тефтерчињата на Заев и Ахмети, сепак знаат да работат професионално. Но вистинското прашање е зошто на СДСМ сега им смета и го доведуваат во прашање нивното професионално работење. За ВМРО ДПМН ова не е тема за политичка битка, туку на оваа трагедија гледа како на историски момент за целосно ресетирање на системот, нешто што е потребно на Македонија, велат од ВМРО ДПМН. Со истрагата до овој момент се осомничени 34 лица и сите се во притвор. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Советот на јавни обвинители ја одложи расправата за барањето на владата да се разреши државниот обвинител Коцевски. Тие немаа кворум, но повеќе од јасно е дека и тие се во исчекување дали владата ќе се повлече од иницијативата, откако вчера премиерот изрази задоволство од работата на обвинителството во случајот Кочани и рече дека не е време за разрешување поради сензитивноста на моментот. Предлогот за разрешување на обвинителот Коцевски денеска не се разгледуваше во Советот на јавни обвинители. Дел од членовите се одсутни, па седницата се одложува, објасни првиот човек на Советот. Според председателката Душица Димитриевска, здравствени и фамилиарни се причините поради кои тројца членови не се појавиле на своите работни места. Немањето кворум го одложи разгледувањето на предлогот за разрешување на државниот обвинител Коцевски. Одложувањето на седницата доаѓа по неполни 24 часа откако премиерот најави стопирање на постапката за разрешување. Советот досега не добил известување дека процесот се запира, па председателката Димитриевска вели дека законот ги обврзувал да расправаат за разрешувањето на Коцевски. Рокот истекувал на крајот од идната недела. Позитивно, негативно или воопшто да не испратат мислење се опциите пред Советот, но што и да одлучат, предлогот за разрешување владата нема да го испрати до собранието, така ќе запре и постапката, појасни владиниот портпарол. Она на што се однесуваше дека како влада ќе ја прекинеме постапката се однесува на делот што владата потоа по добиеното мислење треба да го испрати таквото мислење до собранието. Во овој контекст сакам да појаснам дека владата и доколку добие мислење од страна на Советот за јавни обвинители, ќе ја запре постапката, односно истото нема да го прати во собранието. А се разбира, Советот за јавни обвинители, согласно роковите кои што ги има, ќе постапува. Премиерот Мицкоски вчера изјави дека брзото расветлување на трагедијата во Кочани ги премислило во намерата за разрешување на Коцевски. Со дадената шанса, очекува обвинителството да преиспите и трагедии од минатото како сообраќајката кај Ласкарци и пожарот во модуларната болница. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Јон Фрчковски, кој вчера од партиска говорница во СДСМ изнесе обвинувања за текот на истрагата за Кочани, денеска се поднесе оставка од партиските функции, откако ВМРО ДПМН го обвини за конзумирање дрога на работното место и во партијата. Ниско и нечовечно е да се дефокусира јавноста за катастрофалниот начин на кој се води истрагата за трагедијата во Кочани во која згаснаа животите на 59 луѓе. Тоа зборува за ДПМН, но јас нема да дозволам да бидам месо за јавен линч. За грешките од минатото и слабостите во младоста не се гордеам, но нема да бидам товар за СДСМ, партијата која ги разоткрива сите криминали на ДПМН. Од морални причини се повлекувам од позицијата директор на Центарот за истражување и анализи на СДСМ, напиша во јавно објавената оставка. Предходно ВМРО ДПМН на пресконференција побара одговорност откако фотографии од Фрчковски осамнаа на профили на социјалните мрежи. Со голема шокираност ја примивме информацијата која се појави на социјалните мрежи, каде што се гледа дека функционерот и директор на Центарот за истражување и анализи на СДС, Јон Фрчковски, користи бели наркотични супстанци. Не знаеме дали е навистина тоа, но поради јавниот интерес, граѓаните заслужуваат одговори.
Од денеска инспектори влегуваат во објектите за прослави и големи собири. Ќе се проверува кои од нив се безбедни, а кои ќе бидат под мораториум. Мартин Арсов со детали. 5 инспекцијски екипи од денеска ќе ги проверуваат објектите за прослави и големи собири. Главен фокус на контролите ќе бидат минималните услови за работа кои треба да ги исполнуваат. Како што информира од владата, целата документација од претходните контроли е комплетно обработена. Целокупната постапка е завршена во форма на службен записник и е доставен до надлежните институции. Со ова, Државниот пазарен инспекторат и формално и законски го заокружи првиот дел од процесот во рекордно време, обезбедувајќи ефикасност и усогласеност со прописите. Објектите во кои што инспекторите забележале неправилности ќе бидат под мораториум додека не ги исправат грешките. На листата објекти кои привремено ќе бидат затворени се и угостителски локали и државни установи, како училишта, градинки, пензионерски домови. За сега е нејасно колку време ќе трае мораториумот, но и како практично ќе се изведе. Навистина ни е битно да превенираме све што може да превенираме во иднина да се случи, доколку таа аномалија која што објектите не ја отстранат во некој догледен период, секако дека нема да можат и нема да имаат услови да работат. Во тој период ќе бидат затворени, еве конкретно градинки? Мислам да. Заменик министерот за економија пак најави дека во иднина посебна комисија ќе прави проверка на условите во објектот, уште пред да добие лиценца. Тимот ќе биде составен од професионалци од пазарниот инспекторат, полицијата, УЈП, дирекцијата за заштита и спасување. Пазарните инспектори по професија се или правници или се економисти. Како може тие да проверат дали исполнува објектот градежни, да речем противпожарни услови, електрика и така натаму, се она што е поврзано со издавањето на одобрение за градба на еден објект и понатаму за исполнување на минимално технички услови. Целта наша е во иднина, во таа комисија, да влезат повеќе институции и професионалци, лица професионалци во својата област, кои ќе гарантираат со својот подпис во записникот, кои ќе го направат не откако ќе се даде лиценца, него пред да се издаде лиценца. Со законските измени кои ги подготвува Министерството за економија се предвидуваат и драстично повисоки парични казни. Откако се откри дека дискотеката во Кочани во која загинаа 59 лица немала легална лиценца, засилените инспекцијски контроли најдоа голем број локали кои работеле со истечени лиценци или пак имале валидни документи, но не исполнувале ни минимум услови за работа. Мартин Арсов, Сител телевизија. Еден од објектите кои со сигурност одат под клуч е Прилепскиот театар, кој со години скапува, а представува опасности за актерите и за публиката. Според информации на Сител, досега се изречени 24 забрани за приватни објекти. Даниел Василев. 24 објекти добија забрана за користење, а од нив само еден е државен. 36 правни субјекти заедно со нивните одговорни лица добиле парични казни. Дирекцијата за заштита и спасување досега направила проверка во вкупно 73 правни субјекти. Прилепскиот народен театар е првиот државен објект опфатен од мораториумот за објекти кои немаат минимум технички услови. По барање на Центарот за култура Марко Цепенков, Дирекцијата за заштита и спасување направила контрола пошто усно врачила решение за забрана за користење на објектот. Тоа значи дека на неопределено време забранети се сите представи и настани, но ќе продолжат да се одржуваат сите проби додека театарот не добие и писмена забрана. За сега не се знае кои се објектите кои ќе бидат опфатени во мораториумот кој го најави владата, но таму веруваат дека надлежните транспарентно ќе ги објавуваат сите објекти кои ќе добијат забрана за користење. Тој мораториум е со цел да се надминат сите недоследности кои што ќе бидат утврдени. Се разбира, во тој рок ќе мора задолжително сите неправилности, без разлика дали станува збор за државни или приватни објекти, да бидат надминати. Јасно кажавме дека аналитички пристап во овој процес нема да имаме. Ние мора да действуваме со чекори, итни постапки, брзо и ефикасно, се со цел да спречиме идни вакви несакани трагедии. Дирекцијата за заштита и спасување е институцијата која ќе треба да ги провери објектите на државните институции. Дали во нив се почитуваат противпожарните стандарди, но и дали имаат минимум технички услови. Даниел Василев, Сител телевизија. Уште неколку пациенти лекувани во странство денеска се враќаат дома. Во моментот во странските центри има 100 од повредените, од нив 4 се уште се во критична состојба. На Скопскиот аеродром Катерина Нешкова известува за пристигнувањето на пациентите лекувани во странство.
Катерина, за колку пациенти станува збор и од кои држави се враќаат во Македонија? Така, 5 мина пациенти вечерва пристигнуваат тука на Скопскиот аеродром. Еден од нив, пациент кој што се лекуваше во Грција, веќе пристигна пред час и половина, а уште 4 кои што се беа на лекување во Шпанија, ги очекуваме да пристигнат за околу 30 минути од сега. Пациентот кој што пристигна попладнево е во добра, стабилна состојба. Тој практично на нозе излезе само од авионот заедно со своите родители. Се работи за момче 21 година. Дополнително се очекува во текот на утрешниот ден да пристигнат уште 5 мина други пациенти кои што пак ќе дојдат од Австрија и од Холандија. Она што е битно е дека се уште во критична состојба се 4 пациенти кои што и од утринава, како што утринава информираше Таравари, но тој се надува и дека и тие ќе надминат кризата, бидејќи се работи за млади пациенти. Еве изјавата на Таравари, на министерот за здравство, кој што заедно со министерот за надворешни работи и Муцунски ги пречекува пациентите на Скопскиот аеродром. Вечерва ни стигна и вториот пациент кој што се лекуваше во Атина. Се работи за 22 годишно момче Ангел Митев, кој што е во супер состојба, во многу добра излечена состојба, меѓутоа по протоколи ќе мора да биде хоспитализиран во пластична хирургија, од кај што е испратен за лекување во Атина, во Грција. Ангел е испратен не на 16, туку на 17 навечер, 17 март, така да третманот бил добар. Се надевам дека утре после пладне, после 24 часовен престој, како што е по протоколи, откако да бидат направени одредени токсиколошки испитувања, ќе биде пуштен дома и ќе продолжи со домашно лекување. За жал, повторно и се уште се во критична состојба, така да се надеваме дека се млади луѓе ќе поминат оваа криза. Тоа беше извештајот на Таравари околу здравствената состојба на пациентите кои што се враќаат во добра здравствена состојба. Ги очекуваме и овие 4 пациенти од Шпанија, како што вели Таравари. Според тоа какви протоколи испратиле тамошните здравствени власти од Шпанија, се работи за пациенти кои што ја надминале првичната криза и дека и тие ќе можат да заминат дома за 1 до 2 дена како ангел. Од друга страна, како што кажав, пациентите ги пречекува и министерот за надворешни работи Муцунски. Тој говореше за протоколите по кои што се спроведува репатриацијата, односно враќањето на пациентите. Во делот на лекувањето, во делот на сите логистички трошоци, не само во делот на упатувањето на пациентите надвор од државата и нивните семејства, туку и за враќањето, сите други трошоци се натовар на буџетот на државата, така да од тоа што го слушам и од директната комуникација со семејствата и од фидбекот кој што го добивам од нив, они се задоволни од квалитетот на услуга што ја добиваат од нашите дипломатски конзуларни представништва, од службата за општи и заеднички работи. Знаете, една работа која што постојано истакнуваме дека луѓе кои што во моментот живеат и во тага и во шок, треба да направите се што е можно да ја намалите таа болка. Само за на крај да споменам и за здравствената состојба на двајцата пациенти кои што се лекуваа во странства се испишани од таму, односно пациентот кој што вчера пристигна во Македонија, тој е во добра состојба и попладнево чекаше испит за да си оди дома, додека пациентката која што е испишана од Софиската болница се уште е во Бугарета, е во добра состојба, но побарала 1 ден да преседи таму за цел да се осигура дека ќе може да го издржи патот во добра состојба. Што значи дека добри вести пристигнуваат, барем за пациентите кои што се враќаат тука во Македонија. Катерина Нишкова, ти благодарам. Целосен извештај за пациентите кои ги враќаме дома во вестите во 21 часот. Благодарам.
Премиерот Христијан Мицковски денеска се сретна со Јован Костадинов, 19-годишното момче од Виница, кое со свој раце успеа да спаси живот на 21 свој врсник во дискотеката Пулс во Кочани. Јован не е само херој на оваа трагедија, тој е символ на една нова генерација која знае да направи разлика. Од неговиот чин се учи како да се биде човек, како да се биде достоинствен и несебичен во моментот кога тоа најмногу значи. Бев информиран дека ќе биде доделена стипендија за Јован Костадинов како знак на признание за неговата храброст и човечност. Алкалоид како општествено одговорна компанија ја презеде оваа иницијатива и на тој начин покажа дека ги препознава и вреднува ваквите светли примери. Благодарност до сите што помагаат во овие тешки моменти за државата и народот, напиша Мицковски во објава на Facebook. Да, покрај помошта во стипендии, Алкалоид информираше дека даваат и финансиска помош за семејствата на повредените во соработка со Црвениот крст на Република Македонија. Алкалоид АД Скопје упатува благодарност до оваа организација и до секој еден од нивните 165 ангажирани волонтери кои безрезервно помагаа во бројни ситуации. Во оваа прилика би сакале да искажеме посебна благодарност до сите здравствени системи и здравствени професионалци во земјава, во регионот и низ Европа, кои несебично ги ставија на располагање своите ресурси и знаења во клучните моменти од животоспасувачката мисија. Алкалоид АД Скопје од 16 март наваму во неколку наврати символично им помогна на здравствените установи во Македонија со производи од својот асортиман во делот на пројавените потреби. Покрај горе наведената финансиска донација од 15 милиони денари, Алкалоид преку Фондот на солидарност на Црвениот крст ќе продолжи да помага онаму каде е најпотребна помошта и поддршката, соопштија од компанијата. Со оркестар и едноминутен молк во концертната сала на Факултетот за музички уметности се одржа комеморација за Сара Пројковска, вокал на бендот ДНК, која трагично загина во дискотеката во Кочани. Со едноминутно молчење, а потоа и изведба на оркестарот составен од младите студенти се одржа комеморација во чест на професорката Сара Пројковска, која трагично го загуби животот во пожарот во Кочани. Во концертната сала, одбината на која сето свое знаење го преточуваше на студентите, денеска нејзината слика беше обкружена со свеќи. За богатата биографија на Пројковска, нејзините професионални достигнувања како професор, вокал, уметник, говореше деканката на ФМУ. Сара Пројковска со своето богато долгогодишно искуство стекнато преку соработка со многу афирмирани домашни и странски музички уметници, дава голем придонес во професионалното и уметничко формирање на студентите на првиот и вториот цикл студии. Во тесна соработка со нивните наставници и ментори, таа ја остварува својата многу значајна функција во конечната изработка на музичките дела и во нивната презентација, не само за потребите на наставно-образовниот процес на факултетот, туку и на јавните музички стиги во Македонија и надвор од неа. Незиното второ семејство, колегите и студентите ја истакнаа незината големина како човек и како уметник, но и сета болка и празнина која останала по незината смрт. Но подјаволите се овде, добро ќе се и ќе пееш повторно. Но овој пат навезените пилиња во ташната ќе ти спијат, а ќе пееш заедно со она што во срцето од раѓање го носиш. Со отворени дланки и душа распослана ќе седиш. Спокојна во силата која во секој ковче ја носиш. Сара, душа моја. Она постава кај што успеа да ме поттикне и кај што и сега е над овој свет. Некаде каде што таа светлина ќе не води сите нас. На комеморацијата присуствуваа членовите на нејзиното семејство, голем број пејачи, музичари, артисти и студенти, кои своите последни поздрави ги испиша и во книгата на жалоста која е поставена на факултетот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Во тема на денот разговарам со министерот за здравство Арбен Таравари. Добро вечер, министер, благодарам што сте дел од дневникот. Добро вечер и благодарам на поканата. Почна враќањето на пациенти, македонци кои се лекуваа во странски земји по трагедијата во Кочани. Како се одвива овој процес најпрво? Токму така, за среќа веќе почнуваме да ги враќаме нашите пациенти, тие што се во добра и стабилна здравствена состојба. Синоќа се врати еден пациент од Белград, кога што го причекавме во клиника за токсикологија.
беше под надзор и потоа беше пуштен дома за да продолжи со домашно лекување. Една пациентка беше испишана од болницата Пирогов во Софија, синоќа исто. Пациентката откако отишла во хотел во Софија, пак нешто не била добра и амбуланските се води уште неколку дена, значи нема да престојува во болница. Меѓутоа, чекаме враќањето во Македонија да биде следните денови. Ќе ни известат колегите, сме во комуникација со колегите во болницата Пирогов. Вечерва се врати еден пациент, и тоа пациентот е од Грција, од Атина, кој што исто така е во добра и стабилна состојба. И за еден час очекуваме да се вратат уште 4 пациенти од Шпанија, кои што исто така се во добра и стабилна состојба. Практично вечерва 5, вчера 2, од 115 пациенти веќе доаѓаме во цифра 108 пациенти кои што се надвор од државата. Утре веќе се најавени сигурно дека се враќаат 2 пациенти од Белгија и 2 од Австрија. Меѓутоа има најави за други пациенти кои што се во добра и стабилна состојба и полека почнуваме да ги враќаме во државата за да продолжат со третман или во болница, низ клиниките во клинички центар, или во општите болници во Скопје, или па дома. Меѓутоа, по протоколите што ги подготвивме, секој од овие пациенти мора првите 24 часа, откако се вратат, да бидат триажирани прво од клиниката од кај што се испратени, а потоа да се испратат во болница кај што сметаат дека треба да се третираат. Доколку лекарскиот конзилиум одлучи дека може и во домашни услови да се третира, тогаш ќе продолжат во домашни услови, секако со препораки за контрола кога ќе треба да се видат повторно од докторите. Како ќе се одбива и каде ќе се одбива тој процес на рехабилитација на пациентите? Дел од нив, најголем дел од нив имаат изгореници. Како ќе го менаџираме тој процес? Токму така, значи процесот на рехабилитација ќе биде долг и макотрпен, меѓутоа таа е ситуацијата, ние мораме да се соочиме и мораме добро да одговориме и на оваа фаза сега. Ги поминавме првите 10 дена и фала Богу, барем до сега резултатите се окей. Значи до денеска фала Богу нема ни еден починат, иако имаме 4 во критична состојба, меѓутоа ни еден починат. И сега сме во втората фаза на компликации и рехабилитација. Компликации очекуваме уште можеби недела до 2 недели максимум, а потоа рехабилитацијата веќе е започната за одредени пациенти, која што може да трае од неколку недели до неколку месеци. Јас очекувам барем од бројките што ги имаме од овие пациенти кои што се надвор, кои што се лекуваат, очекувам некаде околу 40 до 50 пациенти да имаат потреба за подолготрајна рехабилитација. Ќе видиме капацитетите што ги имаме во државата, меѓутоа би сакал да кажам јавно дека и да им се заблагодарам повторно на повеќе пријателски држави на Македонија кои што вчера се видов со неколку амбасадори кои што се подготвени, доколку имаме потешки случаеви кај што треба рехабилитација, се подготвени повторно да ги примат и да ги задржат. Одредени држави се подготвени некои пациенти да ги задржат малце подолго, додека комплетно бидат излечени, така да нешто ќе створиме наши капацитети тука, нешто ќе продолжиме можеби во надвор од државата. Генерално за нас како здравствен систем, меѓутоа и како влада е сите овие пациенти да бидат безбедни и со што помалку последици. Бидејќи знаете, генерално за жал се работи за деца од 15 до 35 години, генерално се 15 до 25 години. Така да многу им значи не само физичкиот статус, физичкото здравје, туку и да речам тоа естетски изглед на овие деца, бидејќи се работи за испекотини кои што знаат да остават илузни и одредени работи кои што може да ги стигматизира во општеството. Затоа ние како држава ќе се обидеме максимално да бидат рехабилитирани, третирани, иако сега веќе пластичната хирургија е унапредена многу, ќе се обидеме што понормално да го продолжат нивниот живот. Најавивте и сега споменувате Центар за рехабилитација во нашата земја. Во која институција и како планирате тоа да функционира? Видите, специјален центар ваков никогаш не сме размислувале, ниту постоел во државата. Одеднаш да ви се случат 200 пациенти со изгореници, нешто помалку од 200, тоа е огромна бројка.
Меѓутоа, ние треба сериозно како држава да размислиме дека ни треба таков центар. Што се ресурсите што ги имаме? Нешто изградиме за недела-две, не може тоа да се направи. Што се болниците кои што имаат помала искористеност? Значи, помалку пациенти кои што имаат, ова е една опција. И друго, ресурси кои што ги имаме, а не се користени. Спрат во некоја болница, некој објект кој што е здравствен објект, кој што помалку се користи. Ги разгледуваме во Министерството за здравство и потоа најверојатно тоа веќе сигурно од идната недела ќе зборуваме каде би бил таков центар, на брзина да го средиме со апаратура што ги имаме, можеби и во другите болници да однесеме таму, меѓутоа пред се ни е битно и ни се битни човечките ресурси. Значи да имаме и луѓе кои што ќе бидат професионални и ќе можат да дадат. Имаме ли таков кадар? Видете, се работи за специфичен кадар. Имаме, ние веќе направивме тимови кои што се комбинирани од анестезиолог, пластичен хирург, ќе треба и физиотерапевт тука најверојатно. Имаме кадар, меѓутоа тие кадри работат во одредени болници, доколку бројот на пациентите, оти се уште немаме сумирано кои се тие кои што ќе им треба рехабилитација над со месеци. Доколку може тоа да се направи во нашите постоечки здравствени установи, тогаш во ред сме. Бидејќи повторно, моментално имаме во Скопје околу точната бројка е 23 пациенти, меѓутоа од минатата недела сите програми за сите пациенти функционираат безпрекорно. Значи како да нема дополнителни пациенти, доколку можеме во, например, во Центарот за рехабилитација во Козле и физикален третман, таму да бидат однесени, таму да одат и одредени колеги и психијатри и евентуално пластични хирурзи, па од таму да се донесат во пластична хирургија да се третират. Ни треба време точно да знаеме како би постапиле по бројот на тие што треба да се рехабилитираат по долг период. Спомнавте дека дел од државите се понудиле за овој долготраен процес на рехабилитација и исто така да бидат вклучени. Кои се тие држави? Дали се тоа пред земјите од нашето соседство кои па и први понудија помош? И соседи и други пријателски држави од Европската унија, генерално тие што ни помогна и испратија и своји авиони, некои своји возила, само да се солидаризираат и да ни помогнат во тие први 48 до 72 часа, кога ни беше реално и најтешко. Со сите слабости и недостатоци, здравствениот систем покажа повторно дека умее и може да се менаџира добро, нормално со целата екипа што бевме во Министерството за здравство и сите здравствени работници, треба да бидам искрен. Кога посетив општата болница во Кочани, ми кажа директорката дека повеќе сестри, медицински сестри и доктори, без да ги повикаме, слушнале од соседните градови и дошле да помагаат. Исто беше и во клиничката болница во Штип, исто беше и во клиничките болници низ Скопје и во клиничкиот центар. Повеќе колеги кои што воопшто не беа повикани, недела беше, да не зборам за понеделник, само ни се јавува и не прашува кај можеме да помогнеме. Така да, ја искрено би сакал и јавно да им се заблагодарам на сите здравствени работници во Македонија кои што дадоа максимум од себе за да ги имаме овие резултати за сега кои што се релативно добри. Да. Министре, јасно е дека при трагедија од вакви размери, дури да имавме еден центар за изгореници, тој немаше да може да одговори на потребата во дадениот критичен момент. Но сепак дали покажа оваа трагедија дека една држава, колку и да е мала, како што е нашата, не може да нема макар неколку места за третман на лица кои што имаат изгореници, ние во моментов немаме ниту едно. Јас би сакал да кажам, изгореници за мали држави центри, добро е да имаат, меѓутоа повеќето земји кои што се и помали и немаат такви центри. Кај нас имало, само да објаснам, оваа беше тема, од 2000 година до некаде 2013 во градска болница и биле 2 кревети, значи само за 20 пациенти. Ете да имаме ние центар за изгореници со 4, со 6, со 8 кревети. Повторно, флуксот, бројот од 190 пациенти, невозможно е. Видете, Словенија ни нуди 4 места за 4 пациенти, 2 во Љубљана, 2 во Марибор. Во Солун, 5 пациенти, 3 во една болница, 2 во друга, во воена болница.
3 во една Папа Николао болница. Значи, сите болници, сите држави што прифаќаат во градови по 2 до 3 пациенти. Зашто? Затоа што капацитетите се ограничени. Ние треба да размислуваме за ваков центар, дефинитивно. Меѓутоа не е нешто што мораме веднаш да го направиме. Меѓутоа, долгорочно ни треба центар за изгореници, како што ни треба и центар за гангрени и ампутации. Веќе имаме идеи кај тоа може да биде направено, меѓутоа не повеќе од 2, 3, 4 кревети. Видите, ако ги земете пациентите кои што со изгореници генерално се третираат во пластична хирургија, бројчано се многу малку. Се надевам, може би ваква трагедија нема да се случи во Македонија следните 100 години. Да се надеваме никогаш дека нема, да. Меѓутоа, ние мислам дека ни треба, овие се 2 хитни работи кои што како влада треба да размислиме, а како министерство да понудиме проекти кај може да се реализираат. Целиот здравствен систем беше на испит, несомнено е и она што вие го кажавте, дека имаше брза реакција која овозможи овие над 100 повредени пациенти да бидат згрижани, но за транспортот на пациентите до аеродромот при овој трансфер во други држави, увидовме дека државното здравство нема ниту возило за брза помош кое е премено за пренесување на пациент на респиратор. Дали ова ќе биде меѓу приоритетите за вас како министар? Секако дека да, ние веќе во програмата имаме 100 возила кои ќе бидат супер опремени, кои што треба владата да почнува да се снабдува. Нормално не можеме 100 веднаш да ги донесеме, меѓутоа постепено во тек на следните 2 години, оваа година може би 20, 30 до 50, идната година повторно уште 50, меѓутоа тоа стои во програмата на Министерството за здравство, само треба да се направи објавата, се надевам следните неколку недели и тоа ќе се направи и да објавиме следните 2-3 недели. Повторно возилата може да стигнат за 4-5 месеци, а последен пат, чисто информативно, возила за брза помош се снабдени во Македонија, Министерството за здравство во 2014 година. Значи, 11 години воопшто немало снабдување со нови возила за брза помош. Да, и тоа било предмет на критика и од медиуми, се правеле споредби колку службени возила се купени наспроти возила на брза помош, но една ваква криза ни покажува колку е важно да имаме изградени капацитети. Хитно и неопходно и тоа веќе стои во програмата на Министерството за здравство и се надевам дека ќе почне со реализација. Возачот на брзата помош, кој работеше повеќе од 30 часа, имаше повеќе од 11 превози на повредени од болницата во Кочани кон другите клиники и болници до Скопје и до Штип. Рековте дека треба да биде и одликуван и дека е херој. Ќе ве прашам и кога и како тоа може да се направи како оддавање на почит кон овој човек кој го загуби животот веднаш по ваквата напорна и стресна ноќ која ја имаше. Но дали ова покажа исто така дека ни се потребни повеќе тимови и повеќе преработување во самата брза помош, за да не се доведуваме во ситуација некој 36 часа да превезува пациенти? Секако да, затоа и владата почна со првите 1800 вработувања, 600 специјализанти, 1180 трансформации на договори во решенија, а после тоа и нови договорци. Недостаток на кадар има секаде, меѓутоа тоа не е од сега. Го наследивме и се обидуваме сега, овој период веќе е процес на запослување, вработување на овие луѓе. За Иле се викаше, ми се чини возачот, шоферот, ја мислам дека постхумно треба да се одликува. Од Министерството за здравство ми кажа дека тоа би требало да го направи претседателката на државата. Јас го кажав во една од пресконференциите дека одредени луѓе навистина се херои тоа утро или таа вечер, кој што детето Јован и одредени други лица кои што дале максимум од себе, излегувајќи што повеќе тела и што повеќе повредени, за денес тие да бидат спасени. Јас се надевам дека, оваа што го кажувам, дека постхумно треба да се одликува, претседателката ќе го има во предвид, меѓутоа повторно тоа е нејзина надлежност и се надевам дека одредени луѓе треба да ги некако запамтиме по
херојските работи кои што ги направи. Да, веројатно има и помеѓу оние кои се загинати, Може би лица има и што кои не ги знаеме, се да. бореле да спасат други животи. Верувам дека и претседателката и вие како влада ќе најдете начин за да оддадете признание за нивното херојство. Министре, за крај неизбежно е прашањето. Има бројни шпекулации околу вашето учество во коалицијата Влен. Останува ли Арбен Таравари министер за здравство и во следниот период? За сега да, апсолутно, дека во Влен ние се подготвуваме за локални избори, тоа е неспорно. Нормално, внатре во коалицијата се договараме, сме во процедура на договарање. Во владата мислам дека стабилна е состојбата, така да јас продолжувам да бидам министер за здравство и се надевам дека ќе изнајдеме најдобро можно решение да сите страни бидат задоволни. Арбен Таравари во тема на денот би благодарам министре за гостувањето. И благодарам за можност. Партизацијата на институциите е клучот за ваквите трагедии. Претседателот на МАНУ со пораки од годишното собрание. Фирмата за обезбедување, чиј управител беше приведен вчера, добивала тендери од речиси сите институции водени од ДУИ, меѓу нив и МНАФ, каде дојде до инцидент во контролата на летање. Партизацијата е меѓу клучните причини за трагедијата која се случи во Кочани, рече на годишното собрание првиот човек на Македонската академија на науки и уметности. Упати пораки за надворешната политика која смета дека е добро што се фокусира на зголемена соработка со САД, а рече дека МАНУ го поддржува одложеното дејство на евентуални уставни измени. Партизацијата на институциите и децениското невладење на правото направија девастирана држава. Недоволното спроведување на реформи во правосудството се причина за неказневост и бројни неисреки, како последната во Кочани. Потребно е рестартирање на целиот систем во државата, порача првиот човек на МАНУ Живко Попов на годишното собрание на Академијата. Со едноминутно молчање академиците изразија почит за жртвите од трагедијата и изразија сочувство до фамилиите. Децениското невладење на правото и коруптивноста на системот доведоа до девастирана држава со нефункционални институции. Како резултат на тоа, во последните години ни се случија неколку масовни несреќи, меѓу кои последната голема трагедија во Кочани. Потребна е целосна поддршка на енергичните напори и заложби на институциите на државата за расчистување на истите. Верувам дека се уште е возможно рестартирање на државниот систем. И доколку успееме на институциите да им го вратиме барем нивото кој го имаа при осамостојувањето на земјата, навистина ќе постигнеме огромен успех. Според Попов и покрај подпишаните договори нема гаранција за европската перспектива на Македонија, но охрабрувала зголемената соработка со американската администрација. Европскиот пат на Западен Балкан повторно на испит и на раскрсница, и покрај јасната волја и желба на скоро сите околни соседни држави. Сега ветена година е 2030 и затоа потребни се реформи и покрај евроскептицизмот кој што е во пораст заради Да, фирмата за обезбедување 2СС од Кичево, чиј управител вчера заврши во притвор за случајот со државни патишта, не им е непозната на голем број на државни институции. Детали има Габриела Лескова. Која е фирмата 2СС Кичево, чиј што управител заврши во притвор под сомневање за злоупотреба на јавен тендер и оштетување на буџетот на ЈПДП за скоро 47 милиони денари. Основана е на 5.6.2005 година. На и каталогот на секторот за приватно обезбедување Македонија ќе ве причека описот дека агенцијата од основањето па се до ден денес бележи значителен пораст, што резултира со поголем број на вработени и поголем број на задоволни клиенти. Но во медиумите стана славна лани во јануари по инцидентот, бидејќи првата приватна компанија која го чува МНАФ, со добиени 2 тендери поред во 2023 и 2024 година. Според податоците за јавни набавки на двата тендери до сега била единствен понудувач за обезбедување на зградата за контролата на летање. Од 24-та на приватната фирма им помагаат и полицајци. Кичевската 2СС е компанија чиј клиент била и државната лотарија. Склучени се повеќе
ќе договори додека директор бил Перпарин Бајрами, кој воедно беше и поранешен шеф на кабинетот на Артан Груби од ДУИ. Моментално и Груби и Бајрами се во бегство и недостапни за органите на прогонот. Агенцијата за електронски комуникации скеширала 306.000 евра за обезбедување на 4 објекти за една година на оваа компанија, додека подписи на овој договор ставиле директорот на ДУИ Јето на Кику и Джемал Билбиловски, управителот на 2СС Кичево. Податоците на електронскиот систем за јавни набавки покажуваат дека низ годините како клиенти на фирмата 2СС се јавуваат и Фондот за здравствено осигурување, Археолошки музеј, Здравствен дом Кичево, ТИРЗ Кичево, Клиника за гинекологија, Скопската болница 8 септември и други. Во моментов оваа фирма се уште има активни договори, каде договорен орган е и владина институција. Па прашавме во влада дали ќе се разгледуваат актуелните договори со оваа компанија или дали се размислува за нивно раскинување, со оглед дека обвинителството го сомничи управителот за коруптивни дела. Во однос на конкретното прашање за конкретната фирма, јас верувам дека сите надлежни институции кои што било како имаат некоја поврзаност, доколку е надвор од законските прописи, веднаш истите ќе бидат санкционирани. Ниту од МВР не откриваат дали се тресат сите сделки кои оваа компанија ги имала досега. Министерството за внатрешни работи како орган на откривање на кривичните дела интензивно постапува и ги испитува сите евентуални сознанија кои упатуваат на сомненија за спроведени јавни набавки. Меѓутоа, предистражните действија се тајни и МВР не е во можност да открива против кои компании и кои јавни набавки ги испитува. Сите евентуални докази кои даваат основано сомнение за сторено кривично дело, МВР ги процесуира до надлежното јавно обвинителство. Вчера обвинителството предложи, а судија на претходна постапка го прифати предлогот на јавниот обвинител да определи мерки на предпазливост за екс-директорот на ЈПДП Ејуп Рустеми и уште тројца вработени во ова предпријатие, но и притвор за управителот на 2СС Джемал Билбиловски, кој практично е подписник на склучениот договор во ова предпријатие. Се сомничат дека го оштетиле буџетот за скоро 47 милиони денари, со тоа што наместо да ги обезбедуваат сите 14 патарини 24/7, тоа го правеле во една смена, а им наплаќале за 3. Габриела Лескова, Сител телевизија. Тоа беше се во овој дневник. Следното информативно издание се вечерните вести во 21 со вас Александар Спасовски. Имајте пријатна вечер.